еден од попознатите премиери на Британија е Бенџамин Дизраели од славната викторијанска епоха и умилениот советник на кралицата Викторија. За него велат дека бил многу мудар, но и многу смирен човек. Има анекдота за некоја британска аристократка која имала можност да се дружи и со Дизраели, но и со неговиот најголем така конкурент, политички конкурент или противник, Гладстон, Вилијам Гладстон. И кога ја прашале какво ти искуството од дружењето со Дизраели и Гладстон, таа рекла: сегаш кога сум во присуството на Гладстон, разберам колку е мудар и голем човек, а колку сум јас ништужна. А секојаш кога сум во друштвото на Дизраели, се чувствам многу голема. Иако тој исто така е многу мудар. Сака да каже дека присуството на некои луѓе прави да се чувстваш ништужен, а дека некои луѓе пак прават да се чувстваш голем. Тоа е целта на некои луѓе, да те создадат некакво чувство на мала вредност. Дизраели бил познат во својата скромност и голема мудрост и, да кажем, неговата мудрост, како во овој нова проповед, тој вели: ретко на човек му се случуваат работите што очекува да му се случат. Многу почесто му се случуваат работите кои не очекува да му се случат. Вистината е дека не знаеме што ќе ни се случува. Можеме ние да станеме наутро, да си го испланираме денот и очекуваме така да се одвива, но не знаеме дали така навистина ќе се случуваат работите. Нешто слично му се случило и на Понтиј Пилат, управникот римски во Јудеја, кој си станал едно празнично утро, тамо каде што тој управувал бил празник, голем празник, Пасха, меѓутоа уште рано наутро му доаѓаат духовните авторитети со барање да почне судски процес. Пред него го носат Бог. Сигурно тој најмалку го очекувал, дека Бог тоа утро ќе застане пред него за да го суди. И ќе видиме дека Понтиј Пилат нема се справи добро на тие неочекувани работи. Нештото околу него така ќе го понесат како морска струја надолу, што не може да ја преплови. И на крајот ќе ги направи сите компромиси. Значи, ќе продолжиме со судењето на Господ Исус, онака како што апостолот Јован ни го објаснува во неговото Евангелие. Во минатата проповед направивме така прекин во тој судски процес, зашто ја разгледавме сцената со Петар, кој што седеше околу противниците и се одрекуваше од Христос, и сега се враќаме. И ќе се подсетиме, во првиот дел на оваа 18 глава е представен тој верски или духовен суд над Христос. Религиозните водачи прво во домот на Ана, потоа во домот на Кајаф и на крајот во Синедрионот конечно носат пресуда дека Христос е богохулник затоа што се објавува како Син Божи. Пресудата е донесена од Синедрионот рано наутро, меѓутоа тие немат власт да казнуваат со смрт. Пресудата за богохулство е смрт, меѓутоа смртна казна може да извршат само римјаните. Може да биде изречено од римски суд. И затоа рано наутро одат кај Пилат, кој што е надлежен да ја врши таа работа. Пилат располага со некакви, така да кажем, информации, историјата за него. Пишувале и римски историчари, Тацит, пишувале и евреи, како Јосиф Флавиј, како Фило Александриски, исто така и христијански автори, како Евсевиј Кесариски, и сите се согласни во едно нешто, дека бил, така да кажеме, тврдоглав човек, бил тежок за работа, бил доста непопустлив, немилосрден и немал добра соработка со еврејските духовни авторитети. Напротив, покажал голема тврдоглавост кон нив
непопустливост, презир, затоа и добивал честопати предупредувања од Рим. Тоест, самите еврејски авторитети поднесувале пријави против него и неговото недипломатско однесување. Инако не потекнува од некоја аристократска фамилија, бил шпанец, роден во Шпанија, влегол во римските легии како легионер, војувал во северните делови на Римската империја со германски племиња и во еден момент решава да отиде во Рим и таму да се занимава со политика и се оженил, така да кажеме, добро со ќерката на Тиберий, кој потоа станува император, а во тоа време била внука на тогашниот император. И тоа му ги отвара вратите за политичка кариера, тој брак со Клаудија Прискула, и е пратен како римски управник во Јудеја. Тоа се случува 10 години пред овој судски процес. Така да тој веќе 10 години тамо е римски управник. Или поточно 26-та година од новата ера. Според записите со кои располагаме, завршил трагично. На крајот, поради својот карактер, недипломатски, е пратен во прогонство. Некои други велат дека сам се повлекал и според Евсевиј Кесарски извршил на крајот самоубиство. Но она што ни прави впечаток, и посебно во извештајот за Христовото судење во Евангелието според Јован, е времето или просторот што го одделува на него. Самиот Христос и секако евангелистите со тоа што целиот тој разговор го пренесуваат. Например, досега видовме судскиот процес што се изврши во домот на Ана. Христос тамо само едно нешто рече. Јас јавно зборев. Сите знаат што сум зборил. Одете, прашајте ги сведоците. Ништо не сум говорил тајно. Кога го прашаа за неговото учење и за учениците. Потоа, Јован воопшто не ни кажува што се случува во домот на Кајафа, каде што потоа однесен, ниту пак нешто не говори за оно што се случува во Синедрионот. Знаеме од другите евангелисти дека има многу кратки разговори. Знаеме исто така дека ништо не му кажува пак на Ирод. Ирод Агрипа, бидејќи и тамо е однесен за кратко. Меѓутоа овдека има еден долг разговор. Господ Исус посветува време на тој човек, води, така да кажеме, еден разговор во кој што има суптилен повик кон Понтиј Пилат. Нема таков повик кон Ана, кон Кајафа, кон првосвештениците, нив им говори отворено во проповед преку цело време, се објавува како Син Божи. Меѓутоа овдека има уште едно од тие неколкуте средби на луѓе со Христос, како што беше Никодим, како што беше Самарјанката, и тоа е во тој циклус, така да кажеме, разговори со Христос. И ако темата, да кажем, например, со овој Јосиф, со Никодим се извинувам, беше Царството Божјо, како човек да дојде таму, дали легализмот и законот, а Христос вели новораѓањето, ако со Самарјанката темата беше живата вода, која е потребна на Самарјанката, а не нели тие неуспешни бракови, овдека темата ќе биде царството, власта, кој ја има вистинската власт. И еден суптилен повик, не многу по-инаков од оној што му го каже на Павле, меѓу другото пред Дамакс, кога му рече: Павле, Павле, што се бориш како вол против остен? И овдека на сличен начин вели: јас сум вистината. Моето царство не е од овој свет. Јас сум дојден да ја објавам вистината. И сите што ја бараат вистината, сите што се во вистината, ме следат мене. Нај да видиме како тоа Христос, ето тоа. И многу големи фрази овдека се запишени, меѓу другото. Например, Понтиј Пилат ќе каже: што е вистина? И тоа е едно прашање со кој човекот се мачел тогаш, се мачи и денес. Што е вистина? Големо прашање. Потоа, кога ќе каже, ќе го изведе пред првосвештениците и ќе рече: еве го човекот. И тоа го кажува, тоа е исто така едно големо филозофско прашање. Луѓето од древноста го барале човекот. Диоген го бара со фенер.
човекот се бара. Вели, еве го човекот. Или пак поставува прашање, што да направам со Исус, кој се нарекува Христос? Тоа е ултимативното прашање. Што да направи човек со Исус, кој се нарекува Спасителот, Месијата? И така, и многу други, како што рече, ова е вашиот цар, јудејски. Царот на евреите, и кога бара евреите да биде избришен, рече, напишав, готово е. Многу вистини открива тука Пилат, за кој не можеме со сигурност да кажеме колку тоа е внесен во сето тоа, но открива навистина многу важни вистини. Така да, вистината е многу близу до него, меѓутоа ја пропушта. Ајде да видиме сега како Јован сето тоа го раскажува. И нели вели дека после тој процес од Кајафа, Синедрионот го носат кај Пилат во приторијата. Но вели беше наутро и тие не сакаа да влезат, да не се осквернат, бидејќи така немаше да можат да јадат Пасха. Некаде 6-7 часот е наутро, од аналите на Римската империја, од таа историја, знаеме дека римските службеници почнувале многу рано да работат, некаде околу 6-7 тогаш ги вршиле службените дела и тоа и времето го носат фарисеите и садукеите, првосвештениците, Христос пред Пилат во неговата канцеларија. Тоа и не сакат да влезат бидејќи така ќе се осквернат. Сега пишу не може да јадат Пасха, знаеме дека Пасхата па веќе ја јаделе претходниот ден. И од тука спорови дали Христос и учениците јаделе Пасха пред Пасха, претходната вечер или точно на денот. И тоа не е некој прашање за спор, самиот Лука во неговото пак Евангелие вели дека тоа беше денот, празникот на бесквасните лебови, наречен Пасха. Значи, тој бесквасните лебови ги нарекува Пасха. Тоа се два празника, меѓутоа кои се споени во еден. Пасхата е еден ден и веднаш следниот ден почнува еднонеделен празник на бесквасните лебови. И целиот тој празничен циклус тие го нарекуваат Пасха. Така се го нарекувале евреите, како ние го велиме Велик ден, и во Велик ден ќе вклучат и Велики петок, ќе вклучат и четврток, и ќе има потоа прв ден, втор ден, трет ден и така натаму. Тоа е народното, нели, комуницирање со празниците. И кога си имало предвид немаше да јадат Пасха, мисля, оние ритуали што треба сега, или исто така оние бесквасни лебови што треба да се пренесуваат во рамките на празникот за бесквасните лебови. Бидејќи според според законот, допирањето со неевреин, со нечист, а влегувањето во судницата ќе значи допирање со предмети кои биле во контакт со неевреи, тоа ќе донесе ритуална нечистотија и по тоа ќе мора да поминуваат низ процес на очистување, кој меѓу другото па трае цела недела. И така ќе го пропуштат празникот. Цела недела ќе треба да бидат изолирани, принесувајќи жртви за очистување. И она што овдека не случајно Јован го вклучува тој момент, дека не сакале да влезат, за да ја покаже таа иронија или лицемерие повеќе. Толку многу се грижат за таа ритуална чистота, а во исто време тие прават план неправедно да убијат. Тие ќе изнесат лажни обвиненија, ќе исценираат обвиненија против Христос кои не се темели на факти. Цело време ќе го менуваат тој процес на судење, на обвинување, за на крајот да го доведат Пилат во ситуација да го распне Христос. Така да моралната чистота ништо не им значи, туку само онаа ритуална чистота. Тоест формата на дворешноста, а не суштината како што или Христос ги обвини. Гробници варосани. Однадвор убави, дотерани, но однатре смрт. И тоа е проблем на човекот, зашто многу е полесно да се дотерат таа надворешност, да се представиме облечени во убави духовни облеки, а суштината е она што е навистина наш проблем, завист. Зашто овдека имаше завист многу кај фарисеите, тие бе поттикнати од тоа. Или останати наши слабости, сует и гордост, тие остануваат на заден план. Меѓутоа,
се трудиме некој да доведеме, да го доведеме во ред на дворешното, формалното. И тоа е јасно овде покажено и со овие свештеници таму. Ја цедат камилата, им вели Христос. Вие цедите камилата, комарецот се извинувам, а ја пропуштате камилата. Го правиме ние тоа. Го цедиме комарецот, ја пропуштаме камилата. Толку се грижиле да јадат пасхата, а истовремено ја убиваат вистинската пасха. Ја отврлаат. Она пасха што треба да донесе спасение и вечен живот. И одат кај Пилат. Таму не е Христос. Значи, како оди постапката за судење. Прво се поднесува, и тоа го направиле првосвештениците, тоа што како заклучок го донеле во Синодријанот, обвинение, го носат кај Пилат. Пилат го разгледува обвинението и излегува да се сретне со првосвештениците. Би требало да влезат во неговата канцеларија, во судницата, меѓутоа тој оди надвор, знаејќи ги нивните верски обидувања. Таму не е Христос. Христос е чуван под стража некаде. Пилат е запознат со обвинението. И диалогот, текот на разговорот, ни дава јаснотија на суштината на нештото овдека. Зашто првото нешто што Пилат го кажува е не зашто го обвинувате, туку зашто доаѓате воопшто кај мене да го носите. Ова е ваш проблем. Ова не е проблем кој треба да ја решава римската администрација. Тоа не е проблем на кршење на закони на Рим. Јудеите си имале во договорите со Рим право да решаваат во своите верски судови за такви прашања. Тоа си е ваша работа. Зошто воопшто го носите? Одговорот на фарисеите или на првосвештениците покажува дека тие го очекувале тоа. Тоа се спремни. И одговараат, ако можеме да го парафразираме нивниот одговор, тоа е со прашање. Така велат, како воопшто ти можеш да напрашуваш зашто го носиме? Ако тој не беше злосторник, ке ти го донесавме ли? Што ние не знаеме што правиме? Не знаеме кај треба да го носиме? Ти имаш сомнеш во нашите компетенции. Значи, ние сме дошли до заклучок дека тој човек во крајна мера треба да заврши на крст. Тоа е крајната цел. Таму на крст осуден од Рим. Тоа е цел. И ние го носиме овдека, знаејки кои се нашите надлежности, кои се твоите надлежности. Со други зборови, тие вршат таков притисок, тие очекуваат, тоест нивната цел е, нивната стратегија е Пилат да подпише и да заврши целата работа. Таков притисок да извршат, во кој што ќе нема формална судска постапка. Празник е, треба да одат во храмот, треба да извршат принесување на јачменови лебови, како што е празникот на бесквасници. Тоа е, првиот ден од бесквасните лебови. Така да се на брзина да заврши и на крајот да отиде Христос на крстот. Меѓутоа, не одат работите така како што очекуваат. Ова е тој прв притисок. Знаеме ние, сме ги испитале работите, знаеме што правиме, го носиме кај тебе, ти да се завршиш твојата работа. И воопшто нема потреба да се постават такви прашања сега. Зошто го носите кај мене? Па се знае зошто го носиме, да го осудиш на смрт. Меѓутоа, Пилат, како што си бил по својот карактер, им вели, па земете вие судете го. Тоа е обвинение според вашите закони. Вие завршете работата. И тогаш тие јасно му дават на знаење и велат, не, ние сме овдека за тој да биде погубен. И тоа погубен според римските закони, кои се извршуваат со крст, распнување со крст. Со други збори, и на сушност, што прават овдека фарисеите, велат, не е се она што ти го прочита. Тука има и политичка вина. Тука има и твоја работа. Има закана за империјата. Тој треба на крајот да биде распнат. Така да го преиначуваат обвинението од
чисто така религиозно богохулство во политичко. Тоа е закана за овдека не се објаснато. Јован е таков, тој резимира, но доволно дава во диалогот да разбереме за што станува збор. Будејќи понатаму ќе го праша Пилат за царството. Ти цар ли си? Ти ли си царот? Што значи дека му е објаснето на Пилат, му е кажена таа политичка страна на проблемот во кој што Пилат овдека треба да интервенира. Сега кога вели ние немаме право да погубиме никого, и тоа не е сосема точно, бидејќи евреите имале сепак некаква юрисдикција за некакви верски прашања кои се многу сензитивни и можат многу така да го повредат општеството, да каменуваат. И тоа го правеле. Многу ретко, но го правеле. Малку понатаму Стефан така ќе заврши. Тој ќе биде каменуван. И тие се тие моменти кога спонтано толпата, нели, навредена, кога и се навредени тие верски чувства, зимаат камења и екзекутираат без суд. Тоа е тој начин на екзекуција. Може да го направат тоа фарисеите, да го искористат моментот, да ја поттикнат толпата и да го каменуваат Христос. Меѓутоа, која е нивната цел? Нивната цел е сето тоа да се изврши од страна на Рим. Тоест, јавно, не хаотично, стихијно од народот, туку со пресуда, со објавување на вина, сите да разберат и од официјален суд дека Исус е прогласен за виновен. Тој не е жртва на недоразбирање, не, тој е виновен. Ете, гледате, и Рим потврдува дека тој е виновен. Римскиот суд кој се смета за најтака праведен, основата, темелот на современото судство потврдува дека Исус е виновен. И на крајот на криштата, клучното е она што Јован вели, да се исполни тоа што Христос го кажа како ќе умре. Тоест, целта на првосвештениците е Христос, откако ќе биде објавен за виновен, да биде распнат на крст, што е посрамна смрт од каменувањето. Тој ќе биде изложен на срам, на презир. Не. Тоа е срамна смрт. И сите ќе го видат неговиот срам, неговиот презир. Ќе биде така изложен, гол, на подигрувањата, на исмевањата на луѓето. Тоа е крајната цел на Кајафа, првосвештеникот. Затоа тој цело време тој притиска. Оди кон тоа. Меѓутоа Јован тука додава, вели, да се исполни она што Христос го кажа. Сето на крајот на криштата, сето тоа е водено од самиот Бог. Да, намерите на Кајафа се зли, долни, но тука Бог ја покажува својата суверена контрола. Тој го води срцето на тој зол човек. Да се исполни. Тој да биде проклет. Да, сака фарисеите да го видат Христос на крстот како виси на дрво проколнат од Бог. Меѓутоа тој беше, да, проколнат, но со нашето проклетство, како нашата заменичка жртва. И веројатно кога Јован кажува за Христовата најава на неговата смрт, се повикува сигурно на оној момент кога им вели на учениците, и кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Тоа е тоа. Решеноста на Кајафа да го распне Христос е само исполнување на Божиот план за Христос. Бог е целосно суверен. Поговорките велат, човек планира, а Бог одлучува. Бог прави што ќе биде. И така, се менува обвинението и сега веќе Пилат посериозно пристапува кон работите. И го повикува Христос, вели, доведете ми го во судницата. Тоест, влегува внатре и војниците го носат Христос во судницата таму, кај Пилат. И Пилат го гледа, сигурно тоа е првата средба. И прашањето овдека, ти ли си царот јудејски, граматиката е така, поставено е
прво ти, личната заменка, ти на прво место во реченицата. Со тоа се поставува акцент на зборчето. Ти, с други збор, ти ли си? Ти си тој. Изненадене, има некакво изненадување кај него. Тоа е кажано како зачуденост, зашто Христос е представен како некој кој се смета или собира луѓе за да го симне во Јудеја од власт Пилат и Цезарот. Дека тој организира политичка револуција. Дека тоа е Месија што го очекуваат да го поведе народот во борба против Рим. И предпоставам, нели, може да си замислите револуционер, однесување, изглед и така натаму. Тие би требало тој да биде така ратоборен, да биде груб, не ја признава вашата власт, или како она на бомбашкиот процес Тито. Од моје време тоа често го повторува, рекол, јас овој суд не го признавам. Тој гледа смирен, кроток пред него човек. Ти ли си нели, тоа нешто толку страв внесува кај јудејските авторитети? Ти ли си царот јудејски? И сега тоа е прашање на кое што не може да се каже ни да, ни не. Како Христос да одговори сега на тоа прашање? Зашто да, тој е царот јудејски, на вистина, тој е царот јудејски. Но тој не е оној цар јудејски за кого е обвинет таму од фарисеите. Не е царот јудејски кој организира восстание против Рим. Не може суда или не. И тука е одговорот на Христос кој треба... Од тука натаму Христос го води разговорот. Тој го контролира разговорот. Тој го води разговорот на таков начин да го доведе Пилат до откровение за неговата мисија, за неговото царство и на крајот сознанието кај треба да припаѓа самиот Пилат, што тој треба да избере. И зад прашањето што му го постава овдека е добро сега. Ти ми поставаш прашање, јас ли сум царот, ама од што си поттикнат? Дали само повторуваш она што во обвинението пишува, или ти размислуваш за тоа? Ти ли се прашуваш кој сум јас? Има изненадување кај тебе. Јас верувам дека Христос со својата појава, имало тука моменти некакви божествени откровенија. И на тоа го насочува кон лично размислување самиот Христос. Тоа се твои заклучок. Ти размислуваш или само повторуваш она што си го прочитал и си го чул. Размислувај. Ајде, му вели, да почнеме да дискутираме за тоа кој сум јас. Каков цар сум јас. На тоа Пилат се цело време сака да ги релативизира работите, ќе ги видиме ние понатаму. Како што човек често прави кога му се нуди божественото откровение и почнуваат такви релативизирачки прави. Ама што сега ја знам јас? Ама кој се вратил од таму? Ама има ли Бог? Ама тоа се тие начини на одговори од страна на Пилат. И како ќе одговори тој? Што има јас сега да размислувам за тие прашања што тука мене ми се поставени и обвиненијата со кои ти си доведен. Тоа се јудејски работи, јас воопшто не сум евреин. Тоа се ваши работи. Јудеите те обвинија. Ти имат нешто против тебе. Ти сега треба да ми кажеш што она што јудеите го имат против тебе. И затоа на крајот, нели, прашува што си направил ти толку. Кажи ми која е твојата вина, заради која те доведо овдека кај мене во еден политички процес. Чисто политички. Која е твојата политичка вина сега? За да зна, тоа му нуди можност да се штити. Пилат самиот веќе стигнал до заклучокот дека во Христос нема вина. Но треба да има одбрана од страна на Христос. Но Христос не се заштитува. Христос тука би требало да каже, тие ми завидуваат. Зашто? Што сум овдека? Всеки ти кажам зашто сум овдека. Многу ми завидуваат. Ми завидуваат зашто не прават како што треба, зашто аз ги критикувам, зашто станав популарен од нив. Има завис, има љубомора, има злоба во нив. И така да ја објасни. Зашто тоа е суштината на нештата.
му завидуваа. Не, Христос нема да одговори на таков начин, на тоа ќе каже, без воопшто, нели, да биде прашан за царство, рече, моја, ќе ти кажам јас нешто за друго. Остави тоа што ме обвинува. Моето царство. Ќе ти кажам за моето царство. Тоа не е од овој свет. Ако беше моето царство од овој свет, ти самиот ќе знаеш. Ти пред фарисеите, пред првосвештениците, ти ќе разбереше за мене. Ќе разбереше дека има некаква група одметници, револуционери, кои се борат, војуваат, кои направиле, кои убиваат римски војници. Тие сега тука некаде ќе беа, ќе се кријат да ме ослободат. Очигледно дека тој политички процес кој е монтиран не е реален. Јас сум цар, но моето царство не е од овој свет. Ти си војник, си војувал цел живот, ти многу добро можеш да процениш за какво царство станува збор. И пак го враќа прашањето, што ти мислиш? Не што ти зборат, ти што мислиш за тоа. Моето царство не е од овој свет. Ако беше, јас ќе има војници кои војува и ќе гледа како да ме спасат. На крајот на краиштата, ако бев таков месија, како што не ме представува, тие ќе тргнаа против мене моите обвинители. Ќе ме примеа, зашто и самите фарисеи сакаат ослободување од Рим. Фактот што ови кои не ве сакаат, овие фарисеи ме носат овдека кај вас, покажува дека јас не сум, јас сум цар, но не од овој свет. Не, јас сум кнезот на мирот. За други зборови. Овдека има многу покани од страна на Христос кон Пилат. Моето царство не е царство на сила, на војни. Не се освојува моето царство со оружје. Јас имам царство, ама не е тоа со војски. Не е со војувања. Не е со тенкови, не е со авиони, не е со ракети. Наполеон, кога веќе бил изгнаник, рекол, јас изградив големо царство со оружје, ама пропадна. Христос, тој изгради царство со љубов и се уште обстоева и расте. Тоа царството. Христос не повека ученици на кои им рече, ќе земате сега ножеви на шијата, кој нема да ме прифати, молете главата, како Мухамед, што прави, исламот. Не, моето царство се усвојува со вистина, со благодат. Во продолжение, нели ќе го каже тоа Христос, преку својата благодат. Тоа е моето оружје. Тоа е оружјето на моето царство. И на тоа Пилат вели, значи цар си. Не. Тоа ти пак цар ли си? Не е во таква форма кажно прашано. Сепак, значи, признаваш дека си цар. Така е. Значи си призна дека си цар. Тоа е заклучокот. И Христос му одговора, да, велиш дека сум во право си. Цар сум. Цар сум и јас сум на позиција, но поинаква од твојата. Сега, кој кого овдека треба да суди? Христос го води така процесот што го поставува Пилат да пресуди не во поглед на Христос, во поглед на себе си, на кој царство ќе припаѓа. И му вели, јас за тоа се родив и дојдов. И ги вклучува двете работи. Да ти гледаш овдека човек кој е роден, меѓутоа сум дојден, испратен сум од некаде, од вечноста. Јас сум Бог. Ја имам и човечката природа, нели тоа, тие учењата на Христ, на Јован, уште самиот почеток. Логосот, кој е Бог, стана тело, зеде човечка природа. Зошто? Бидејќи сум Бог, дојде како човек, што? Да сведочам за вистината, да го обивам Бог. На луѓето да им дадам светлина, да разберат во каква темнина се, да им дадам спасение на луѓето. Тоа е пораката што му ја кажува овдека Христос. Јас сведочам за вистината.
А секој што е од вистината, тоа е во моето царство. Тој е мојот поданик. Тие се моите поданици. Не луѓе со оружје, не организирана војска, но луѓето кои што сакат да го слушат мојот глас. Луѓето кои што се огреани од вистината. Секој што од вистината мене ме слуша. И ти ако си од вистината, ти мене ќе ме слушаш. Деликатно е кажано, но јасно, од јасно појасно е кажано. Кој е тој, зошто е таму и каква е пораката упатена кон Пилат. Зашто вистината не е некако филозофско прашање овде како е Христос го наметнува туку. Тоа е прашањето за неговата божественост, кој јасно ја кажува. Јас сум дојден како Бог да те повикам тебе во моето царство. Да. Ако ти ја любиш вистината, а ти овдека треба праведно да судиш. Ти се овдека поставен да стоиш како заштитник на вистината. Тогаш мене ќе ме слушаш. И тука тој го суди, својот судија, да донесе правилен суд. И Пилат пак, повторно, ги поставя на релативизирачко прашање, чисто така. Што е вистина? Ти има толку многу, до сега никој не одговорил на тоа прашање. Тоа е толку комплексно прашање. Релативно прашање, вистината за еден е еден, за друг е друг. За Пилат се вели дека бил стоек скептик, циник. И тој чисто цинички овдека одговора. Што е вистината? За да на крајот на краиштата го избегне одговорот, повикот да го избегне. Така се однесуваат луѓето кон вистината и релативизираат. Со прашање, кој? Ние говориме за вечен живот, кој се вратил? Кој дошол од таму? Кој го видел Бог? Толку богови има, толку религија има, толку патишта има. Тоа е типичниот начин на кој што се однесува овдека и Пилат. Што е тоа вистина? И доаѓа до сознанието дека нема никаква вина. Тоа прашање, што е вистината, го одбегнува во тој момент Пилат, но да, за него се говори дека западнал во тешка животна криза кон крајот на животот. И затоа си го одзел животот. Може би се прашувал за тој момент за вистината и средбата со Христос. Како што Христос му рече на Павле, 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 или Савле, Савле, што риташ како против Остан? И тогаш Савле падна. Меѓутоа Пилат отврли вистината. Веројатно, и тука прекинува разговорот со тоа прашање. Веројатно им рекол, носете го. Што е вистината? Го прекинува разговорот. Не сака повеќе да се задлабочува во таа тема. И излегува кај јудејците им вели, јас не наоѓам никаква вина препо него. И тоа неколку пати ќе го каже Пилат, и тоа е поентата, една од поентите на Јован. Никој не можеше да најде вина против него. Ниту во домот на Ана, нити во домот на Кајафа, нити во Синедрионот. Ниту пак Пилат можеше да најде вина. Целосно невин беше осуден. Никаква вина. И сега кога го кажа тоа Пилат, не наоѓам вина, што требаше да направи? Што ќе беше нормално? Да каже, ослободете го, пуштете го. Меѓутоа, ја немаше таа смелост. Очигледно колеблив човек, што се однесува до Христос. И најде начин како да го ослободи, ама да не биде тој ослободителот. Си направи план. И кој беше неговиот план? Знаеше дека е Пасха, на Пасха се пушта затвореник, се покажува, амнестија се прави, вакво. Знае дека во затворот има еден разбойник Варава, кој треба тој ден да биде распнат и се вели, еве ќе ги поставам Христос и Варава, разбойникот, и Христос кој што очигледно е добар човек во очите на Пилат. Филозоф, добро размислува, кој нема никаква вина,
Кој во таков избор би го избрал Варава? И тој оди, игра на таа карта и вели, еве, ви давам можност да изберете, целосно очекувајќи, а исто така знаејќи дека Кајафа е и Ана како главни во Синедрионот се садукеи. Садукеите не ги сакат зилотите. Варава е зилот, патриот, револуционер. Додека садукеите се од оние предавниците соработници со Рим. Не се трпат воопшто. И тука може би надошта напила дека кога ќе го види Варава, како сега ќе го избере Варава, кога не се поднесуваат. Едните се соработници на Рим, садукеите, тие пак војуваат против Рим. Организираат отпор против Рим. И интересно, во тој избор, токму првосвештениците, токму Ана и Кајафа, пишува на други места, го поттикнуваат народот да почнат да викат ослободете го Варава. Веројатно се фатил Пилат за глава кога видел што се. Зашто неговиот план, очигледно неговиот план е не тој, но еве на таков начин да доведе да издейства ослободување, зашто не гледа вина. И тука е исто вториот компромис. Првиот кога и релативизира вистината и сега кога повторно ја замижува пред правдата. Вели невин, меѓутоа го дава судот таму на луѓето. И тоа е многу убав опис за Божјата благодат. Или всушност зошто беше жртвата на Христос. Знаете, на една страна има човек кој што вели беше разбойник. Да, тој бил и зилот, како што Лука открива, меѓутоа Јован го представува како разбойник. Тој, да, бил револуционер, меѓутоа бил крадец, бил измамник. Тоа е вклучено во тој збор. Разбойник. Крадал од луѓето. Бил убиец. Голем дел од голема мера револуционерите не значи дека ќе бидат и честни луѓе. Да, може да бидат разбойници и да се револуционери. Таков бил суштина. На друга страна имаме некој кој што никому не му украл никогаш ништо. Никого не излажал. Лекуваше, помагаше, хранеше, ги поучуваше. И луѓето избра разбойник. Разбойник избра. Хајде, тоа се изборите што ние ги правиме многу пати. Јас така наблюдувам, еве, од колку 36 години, од почетокот, на времето немавме можност да знаеме што е представничка демократија. Луѓето гледам избираме на избори. Победуваат такви арогантни луѓе, тие што навредуваат, тие што покажуваат сила, не некои интелектуалци, морални, културни луѓе. Луѓето сакат да се поистоветат со злото, бидејќи злото ги успокојува. Како нив. Такви избира. Некој што ќе понижува, ќе плука, ќе говори на сленг, на простачки јазик, нели? И ние велиме, знае да комуницира со народот. Да, знае да комуницира, народ тоа сака. Христос не го сака. Не го сака, зашто Христос со својот живот ги изобличуваше фарисеите. Ја покажуваше нивната нечистотија, нивниот неморал, злото во нив го покажуваше. Не го сака. Зашто и поуката, и проповедта, и самиот живот, сето тоа и откриваше мизеријата на човекот, нивната мизерија. Нив повеќе им годеше да бидат покрај Варава, зашто пред Варава тие беа големи, пред Варава беа светци во поглед на својата надворешност. Пред Христос се гледаше сета нивна голотија и си го избра Варава. И тоа е многу така драстичен пример. Всушност, чие место зазаде Христос. Тој ден требаше на крстот да виси разбойникот, Варава, убиецот, крадецот, злосторникот. На тој крст го распна оној што немаше никаква вина, Христос. Како една убава слика, чие место зазаде. Безгрешниот, совршениот, на местото на злиот човек. Варава кој е како сите нас меѓу другото. Сите ние сме. Како Варава.
Сите ние сме разбойници. Христос отиде таму на наше место. Пилат не издржа на притисокот. Тоа беше невообичаен ден за Пилат. Сигурно не си единствениот ден во неговиот живот. Бог беше пред него. Ден што не се повторува. И знаете, тој ден се продолжи со една бура. Бура в која што тој не можеше да ја контролира. Не можеше да се справи. И ние поминуваме низ такви бури. И ние има ситуации кои не можеме сами да се справиме. Толку се брановите високи, струјата толку силно не носи, што само со Христос можеме да се справиме. Христос покажа дека и во таа бура тој ги води сите работи. Тој го водеше целиот процес. Го контролираше во секој момент. Сосема смирено. Без во нито еден момент некако да излезе од контрола. Целосно смиреност. Не можеме да се справуваме во животните бури, ситуации без Христос. Само со Него. Ни треба. Никој не знае кога ќе се разбуди, дали ќе се смее како или ќе плаче, како што смејата често може да се претвори. Без Христос сме ништо. Пилат го немаше Христос. Ако Пилат го зграбчеше Христос, ќе се случува сите работи што се случат. Меѓутоа за Христос, за Пилат секи се променеше. Невообичаен ден за Пилат. Но знаете, ова беше невообичаен ден и за еден друг човек. За Варава. Таа Варава, во мислите на Варава, таа беше последната ноќ во неговиот живот. Тој се разбуди, се баре, ако спил воопшто вечерта, тој се разбуди со знаењето денес си одам, последен ден. И во еден момент почнува сите да викат Варава, Варава. И тој се рекол, еве, сакат да си гледат спектакл, како ме распнуваат. И какви се луѓето зли, да уживаат на мојата смрт. И се отвара вратата на затворот во еден момент. И му викат, ај, мрш од тука. Бе, оди си, слободен си. Варава, не знам дали поведа сигурно, каја, војниците знаат војнички хумор да си прават шега со мене, да си играт мајта по овие мои последни моменти. Ама вистина, го ослободија. Не знам што правил Варава. Дали одел, има предание, одел по Исус, сите се факеле за глава, веројатно. Тој самиот не верувал што се случува. Ослободен и на неговото место испратен човек кој што им помагал на луѓето цело време. Не знам и како Варава решил во тој момент. Но знаете што? Варава е слика за сите нас. Ние сме грешници. Не знаеме како или што Варава, има предание за него, дека и тој потоа поверувал и така натаму. Прашањето е што ние, како ние одговараме на вистината. Што е за нас вистината? Што е вистина? Знаете, единствениот Исус не беше основниот таму кој беше суден. Да, тој беше на обвинителна клупа, но најмалку тој беше суден. Зашто тој самиот контролираше се. Сите останати беа и ние сме таму поставени на суд. Најважниот миг во животот Пилат го пропушти. Не знаеме за Варава, но како ние реагираме? Ние често пати знаеме да кажеме, ти треба да се подготвиш за вечноста. Знаете ли, секој е подготвен за вечноста. Меѓутоа, како е подготвен? Без Христос си подготвен за една вечност. Со Христос си подготвен за друга вечност. Од прашањето за вистината, дали го слушаш неговиот глас, дали си Христов, дали одиш по него, дали веруваш во него. Без Христос човек е подготвен за темнина, во целата вечност, во пеколот. Христос не прави подготвени за небото, за Божјото царство. И нека Господ на оние што не го познаваат им помогне да дојдат кај него и да му се доверат. И на другите пак ни помага да живееме во светлината. Да го слушаме, да го следиме и секој ден. Да го бараме
во носењето на решенијата. Зашто обично не се случуваат работите што ги очекуваме, туку нештата што не ги очекуваме. И затоа не треба Христос, зашто само Он знае што доаѓа. Тој го носи она што доаѓа. Само тој не беше изненаден во многото изненадување кои се случија тој ден. Пилат беше изненаден, Варава беше изненаден, но Христос не беше. Контролираше се што се случува. Сигурноста е само во Христос. Да живееме во Него и да бараме мудрост, зашто тој е вистината. Па нека Господ ни помогна, за сега до тоа и ќе се молиме на крај. Татко Небесен, навистина, ние немаме сигурност и не можеме да имаме мир, како што и самиот Августин рекол, дека ти така не создаде за себе, што ние никогаш нема да најдеме мир, се додека во тебе не го најдеме мирот. И навистина е така. Секој ден го носи својот немир, секој ден си ги има брановите, секој ден сме носени од измамите на овој свет. Секој ден сме на местото на Пилат, кој беше носен од лицемерието, од лукавството на првосвештениците. Така светот не искушува. Така злиот не мами. И затоа ние се молиме ти да ни даваш мудрост, да не поттикнуваш секој ден да доаѓаме кај тебе, барајки мудрост во словото, во молитвата, барајки совет, да правиме, да носиме правилни решенија. Ние те благодариме што си не одвил за себе, зашто инаку ќе потоневме во смртта, во пеколот. Но ти го испрати твојот син за да не откупи, да најдеме мир во тебе. И тоа го примивме преку вера и само преку вера. Ти благодариме за таа твоја добрина, за твојата благодат, кој не вода до сознание за нашата состојба. Колку сме паднати, колку сме ништожни. Сите сме барава, сите сме разбойници. Но ти, Господи, не доведе во твоето семејство преку жртвата на твојот син, така што тој, нашиот Господ и Спасител, беше раснат на наше место. Беше пролеана крвта на оној кој се роди и дојде. Богочовекот Христос. Ти благодариме, Господи, за тоа дело. И помогни ми да на сите нас помагај ни, да живееме како светлина во овој темен свет. Во името на Господ Исус Христос, нашиот Спасител, го молиме тоа. Амин.